Дека потрагата за подобар живот и за некој денар плюс не ги пусти само по малите населени места, докасе и Прилеп, а кој некогаш важеше за трет град по големина во Македонија. Од поодамна веќе воопшто не ни излегувам навечер, бидејќи немам со кого ниту кафе да се напијам, ниту здраво да речам. Сите мои другари веќе се заминати да работат некаде надвор, а и јас заминувам за 10 дена, ни рече 23 годишен прилепчанец кој не сакаше да говори во камера. Тој ни кажа дека веќе неколку последователни сезони, преку размена на студенти, живее на релацијата Македонија-Германија. 3 месеци заработувам таму, за после овде да трошам, барем да не ми бидам на товар на моите родители. Ни откри овој млад човек кој сега, до скорото свое заминување, конобари во едно прилепско кафуле. Масовниот и се позагрижувачки одлив на младиот кадар наговестува уште една тешка и неизвестна сезона, прогнозираат и долгогодишните локални угостители. Ние, како гостители, од лани искуството си го продолживме и годинава, се снајдуваме на било каков начин, го намаливме бројот на вработени и продолжуваме да работиме со помал капацитет. Сезоната е тешка, многу е потешка од прошлата година, да се дозволи барем од 16 години да се дозволи сезонска работа на школарци, барем да покриваме и нив чему се излези во пресред да се издваа некој динар за на одмор и ние ќе си завршиме работа. Младите не ни бегаат само заради парите, ни бегаат и од политиката, од нездравите состојби во кои ни западнаа општеството и државата. Заминуваат и не се враќаат. По светот се мажат, се женат, таму и деца раѓаат. И затоа овде животот како да ни умира. Забележуваат и повозрастните прилепчани кои ги анкетиравме. Јас што знам последно време, 10 души се млади до 30 години, Хрватска поедини. Причината нема работа и кај има работа се многу ниско платени. Ради тоа не сака да работа пример за 10-12 хиljadi динари, по другите држави дава повеќе пари. Јас кај што живеев таму, на тоа мало, негде кај имаше во времето 40 деца на улицата, сега само 2. Се празни, да, точно. Истото нема што да зборуваме, нема збор. Има и во парите, има и во политиката. Во политиката, повеќе оди во политиката. Децата си бара убаво, не бара сега, што време е сега, наречиме да нема работа. Трендот на иселување во Прилеп, особено во летниот период, наметна и постојано отворени огласи за вработување и во странските компании, а кои тука инаку успешно работат со години.